Наведнъж околу нас остануваат спомени кои можат да не вратат во времето и да ни ја разјаснат сегашноста. Интересно е кога клопчето на сегашноста се тркала и те враќа во минатото. Современата техника Google Maps и Google Street View веќе го смести занданкулето на своите страници, но занданкулето е во нашата мала одамна и свативме дека овој стар сосед е како стара книга која чека да ја прочитаме. Ние минуваме покрај оваа осамена кула секој ден. О, да знаеме дека нашата љубопитност се сообразува со вашите прашања. Каква зграда е оваа, која била незината намена? И така почна нашето истражување за занданкулето. Знаете, откриваме дека кулата е изградена во далечната 1629 година и да си кажеме, по битолски, кој училиште може да се пофали со ваква историска кула од 17 век во својот двор? Битола се менуваме и ние. Тоа станува јасно кога фотографиите во бој од сегашноста ќе се заменат со црно-бели, а тие со цртежи, а тие со записи од едни далечни време. Па така во времето кога реката Драгор изгледала поинаку изгледал и градскиот часовник, поинаку било се. Со доаѓањето на османлиите Битола добива друг лик, бидејќи Битола била важен град, се случувало да ја посетат и нивните добронамерни гости. Така занданкулата всушност била приватно одбранбена кула, од имотот на тогашниот битолски муфтија Хаџи Мухамед Ефенди или Хирка Баба. Околу кулата се протегал 3-метарски зид. Во Битола оваа кула е најзачувана, а архитектонски е иста или слична на кули кои постојат до денес, например во Кратово. На трештоста на кулата е составена од 3 ката и бодрум, каде веројатно се чувале намирници. Измеѓу катовите со помош на тесни скали се комуницирало меѓу катовите. На катовите постојат мали прозорци, кои служеле како пушкарници. Собственикот бил познат исламски теолог, кој токму во кулата ја чувал својата вредна библиотека, составена од книги од исламската теологија. Во 1863 година управникот на Битола Валијата Хусни Паша ги одзел книгите од оваа библиотека и им се губи трага.